Се наоѓаме на Bike Park Боровец со Јан после година дена на точак. Го пробаме хајпот, да видиме дали е добро, што се нуди, како се нуди, па да направиме една рецензија за на влогот. Ова е прв спуст Боровец по Хари Потер. Да се загрееме. Фатиме некој флоу, па ќе видиме после понатаму. Том и Джери, долниот дел, што ми го напомни, многу ќутек со breaking bumps, со корени. Мачете. Мачете на перостазата. Што ни ја? Ова не е корења. Оп, карпа. Не лизга ногата. Добре, Кренко. А? Добре, Кренко. Не лизга ногата. Бед карпа. А? Лоша карпа. Ама уба? Да, ова е мачете. Не е том мачете, ова не е Том и Джери. Не? Да. Кажи. Па видов на знако. Дропче за следен пат. Убаво. Перо рече дека најму се свиѓа оваа мачете. Како? Дека мачете му е најдобар. Некако флоу има и предиктовала само да ги научиш. Да, и корењата Да. само да пази. Ама корењата па само горе се. Да. Одеме да ја пробаме Том и Джери. Директ. Oh. No, čekаме Јан. Стрмничка. Како? Стрмно корење. Овде. На
Početak mnogo jako, da je znaš. Čuvaj je vidjeti je skokčinja, dropčinja. Da, korenjata големи. Ovdje je žustro. Je iskopano. А? Самите сенки ще ми правят контраст и не може да Да. Много е суво. Може да... Top line, bottom line. Ова е убаво. Да. Мака да е Може да ја пуштаме па. Да. Научите... Да. Ако паднам да не мора да се враќам. Ајде. Ама и онде скокчиња да чувај да ме собериш од пулпа. Ќе паднев на влезо. Пуштај кочниците! Еве не Боровец, втор трет спуст. Втор трет, пети. Пети. За сега супер. Вреде да се дојде, да се види, да се вози различно. Едина мана или проблем е сврзувањата помеѓу стазите. Не се баш добро обележени, сите завршуваат на еден исти fire road. Треба малце да се вежба навигација. После веќе кога се научат, може да се пушта и со брзина и со се, помеѓу горни, долни, средни делови. Условите за возење ќотек, многу корења, breaking bumps, се и се што има. Пейзажите феноменални. Се на се добро е. Уживаме. Викаш? Голем. Знаеш колко
Да не чепкам кочници згоре скрос. Јас не е би искрен. Ај батали утре. Вие на дето имаш за гледање. Не знам, Ивано изкопа, знаеш колку брзина ќе носиш? Со 200 ќе влезиш. Голем е, брат. Да, ај. Ден 2, Боровец. Денеска сам, малку порано. Да видиме што може да се пушти. Сакам да објаснам малце за како иде процедурата за земање на карта. Значи карта се зема доле на билетара, се пополнува као декларација, дека си свесен во што се впушташ, стазите, опасност, ризици и сето тоа, пополнуваш декларација. Дневна карта, барем за овие 2 дена, бидејќи сум со деца и не се знае што како, платив 27,5 евра, значи дневна карта е тоа, имате и дводневна и седмична, мислам, и така натаму со различни цени. На Мај Боровец може да проверите тоа. Друго околу стазите, не се одржаваат за текот на сезоната. Нема никаков maintenance, breaking bumps и слично не се пополнуваат виражите што се, кажам, разнесени, blown out. Нема санација, така да тоа е као мала негативност и тоа што кажа, значи на Fire Road-от кога излегувате малце проблем да се најде истата стаза, пошто сите се спојуваат, пресечуваат, завршуваат на исто место, така да тоа е тоа. Стазите се добри, има од започетници до може фамилиарно да се возе по Fire Road и слични лабави стази, така да има за секој по нешто. Бидејќи сме во Бај парк, би помислиле дека, пример, закачувањето на велосипедите би било полесно и малку по-професионално направено, тоа што сме гледале во поголемите байк паркови. Пример, секоја втора клупа е со сеиште за точак, на првата би можело од позади да се закачуваат, пример, како Вислер. Овде е направено само на кукачка.
доста е едноставно да се стави, али мислам дека не е баш најбезбедно. Ова е најпрактичниот начин да се стави, да се закачи велосипедот на седиштето. Некои го закачуваат на рамка, но постои голем ризик, тоест со сигурност ја гребете рамката. Вака се придржава на рачка, чисто за сигурност. И тоа е, стое до горе. Потоа го откачувате само седиштето и продолжувате. Не е најбезбеден, но доста. Значи точакот вака се закачува. Ова ќе дојде. Фаќаш. Подигаш. Завршен. Како што кажав, не е најбезбедно, али врши работа. Тоа е се екипо од Боровец. Значи, како што кажав, супер место со фамилија да дојдеш. Можеш да извозиш, да направиш кеф. За деца има многу активности, има туристички парк, коњчиња, велосипеди за изнајмување, препорака за Рило, феноменален базен, тоа е супер, детски базен, джакузи, јадењето е супер за со деца, исто за јадење Викторија, исто добра храна. Тоа е што пробавме, не ми се ризикуваше со деца натаму наваму. Така да тоа е. Дали вредеше? Вредеше. И мислам дека е добро и треба да се дојде, да се проба, да се направат неколку епик десенти. Поздрав!